4 години учев во билингвалната француска паралелка тука во гимназијата и морам да признам дека беше едно преубаво искуство за мене. Главно зашто го избрав францускиот јазик е затоа што имам голема љубов и голема желба за учење на нови работи. Голема предност е да се учи на јазик кој не е мајчин, а особено на францускиот, бидејќи францускиот јазик е јазик на Европската Унија. Отворањето на новите видици ги прави децата многу поамбициозни, побогати, со знаење, со искуство. На почетокот ми беше малку тешко, но со текот на времето професорите, наставата исто така ми помогнаа да стекнам љубов кон предметите, најпрви кон францускиот јазик. Тоа се ученици кои што се солидни, со одличен успех, имаат афинитети и интерес кон изучувањето на странски јазици. Професорите се оние кои што ги мотивираат учениците и ги терат уште повеќе да го засакаат јазикот и да се вложуваат во него. Повеќе можеш од нив да побараш, оние сами се трудат, сами се обидуваат да најдат нешто плюс. Конкуренцијата е она која што многу ме мотивираше. Деца кои што се инвентивни, исполнителни, навистина се многу креативни, а за мене лично работа во билингвални паралелки е празник. Секој час ми е уживање со тие деца. Најпрво забавно за сите нас, прво се дружиме сите, со тоа константно го вежбаме францускиот јазик, иако не сме свесни за тоа. Не е толку комплицирано, не зборуваме на француски постојано и воопшто не е тешко да се посетува настава на француски јазик кога си опкружен со одлични и трудолюбиви професори. 23 години веќе ја имам таа среќа да предавам на едни од најдобрите. Двојазичната франкофонска настава во гимназијата Орце Николов е воведена во 2000 година во соработка со Министерството за образование и наука и со Францускиот институт во Скопје. Les sections bilingues sont très importantes pour l'ambassade de France, mais aussi pour l'Institut français, et ils représentent une dimension très importante de notre coopération. Признанието Лабел Франс, кое што го добивме во 2015 година, не стави во мрежата на франкофонски училишта. Имам посетено многу обуки, организирани од страна на француската амбасада, како поддршка за нас наставниците кои не сме професори по француски јазик. Се даде предност на науките кои во билингвалната настава се сметаат како алатки. Тоа се природните науки, како што се математика, физика, хемија, биологија. Билингвалната паралелка ми овозможи да одам на размена во градчето Дулон во Франција, на проектот Солидарност меѓу младите во Европа, од кој имам незаборавни искуства и пријателства со луѓето таму. За мене најубав помин беше размената со училиштето од Кутонс и тие беа дојдени во нашата гимназија, ние бевме во Франција. Во Франција се представивме со наше драмско дело, тоест мюзикл, кој што спојуваше елементи од драма и музика. За мене тоа беше едно огромно искуство, каде што не само што го вежба францускиот јазик, туку ги подобри своите комуникацијски вештини. Се запознавме со еден француски предел кој не е толку рекламиран и кој не е толку издигнат, а уствари е преубав. Барем јас мислам дека многу се опушти во поглед на зборување на францускиот јазик, особено кога треба да се шеташ, да прашаш за насоки, да купиш нешто од продавница и тие мали чекорчиња што тука ни е страв да ги правиме, таму беше многу полесно. На француски јазик ги слушав предметите математика и физика и морам да кажам дека тоа многу ми помогна во изборот на мојата идна професија, во мојата одлука за студии во Франција, на факултетот за технички науки, поточно информатика. Би сакала во Франција да студирам нешто од областа на природните науки, односно главно астрономијата или пак ракетно инженерство. Тоа ми е една од најголемите желби во животот што ги имам. Ми се оствари шансата да ме примат на еден од познатите факултети во Каен, Нормандија, Уникаен. Ќе студирам економија и менеджмент. Најважните предности на универзитетските студии во Франција се здобивањето со големо не само теориско, туку и практично знаење, како и европската диплома од едни од најаките универзитети во светот. Мојата одлука за студирање во Франција е пред се благодарение на билингвалната паралелка во гимназијата Гоце Делчев во Куманово и Францускиот институт во Скопје. Француската паралелка важеше за една од поелитните во цела гимназија. Едноставно беше предизвик, похрабрите се запишуваат таму. После завршување на
мастер студијата национална диплома по енологија, се запослив во едно познато шато во Бордо. Луѓето мислат дека целта е да се оди во странство за да се живее, меѓутоа за мене целта е обратно, целта е да се вратиме дома и да донесеме ново знаење стекнато на реномирани факултети.